Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Секоја чест. Поздрав од студиото на Македонската телевизија и добре дојдовте во најновото издание на вашиот омилен звон. Денеска сум особено среќна затоа што другаруваме со гости кои се наши верни соработници и постојани, со нас ученици од основното општинско училиште Гоце Делчев од општина Центар. Добре ни дојдовте. За вас подготвија многу интересни содржини, забавни, но пред се едукативни, кои со сигурно знам дека ќе го задржат вашето внимание. А бидејќи денеска другаруваме со училиште кое го носи името на еден од најстакнатите македонски херои и револуционери, ќе започнеме и со рецитал кој е посветен токму на него. Но нешто повеќе за оваа приказна ќе ни открие Јована. Ѓорѓе Николов Делчев, роден во Кукуш 4 февруари 1872 година, а загинал на 4 мај 1903 година во село Баница. Наш борец, револуционер, човек на кој што му благодариме и кој се гордееме. Синот на мајка Султана и татко Никола.
Никола, откако се стекна со солидно образование и оформен став и развиен ум, отворил училиште и работел како даскал со цел да ги описмени македонските ученици од сите возрасти. Бил активен член на Македонската револуционерна организација и целосно се посветил на тогашната револуција. Гоце Делчев го дал животот за татковината и ние како македонци му се восхитуваме и поклонуваме на неговиот лик и дело. Секоја чест, другари, подготвени сте да почнете? Ајде. Ајде почнете. Гоце Делчев, моето училиште се вика. О, од нашите срца гордост блика. Ц, ценет борец, тој беше. Единствена љубовта кон Македонија го водеш. Д, делото негово гордине прави. Еден Гоце, неговото дело се слави. Л, лелек се слуша, народот го плакува. Ч, четата негова, од јунак се простува. Еден Гоце, неговото име нема да се заборава. В, ветуваме ние, твоите потомци. Херојот Делчев, човек кој за себе оставил дела со кои се гордее нашата татковина и сподели мисли вредни за проследување. Јас го разбирам. Светот, Како? поле, За култура, народите. Цитирајќи го сознаваме дека разликите на народите, нивната култура, нивното писмо ги прави вредни и желни. За доказ, оти нивното е најдоброто. Денеска другаруваме со ученици кои го милуваат пишаниот збор, па не случајно и се учесници во литературниот конкурс за лични творби и ќе ни презентираат дел од нив. Но пред тоа и Стела ќе ни открие што вклучува овој проект во вашето училиште. Во нашето училиште сите ученици се вклучени во наставните активности. Во учебната 2022 и 2023 година организиравме 4 литературни и ликовни конкурси. За денот на за светскиот ден на учителот, за денот на детската недела, за денот на народното востание и за денот на за 11 октомври. И за 11 октомври. Учениците во своите творби беа оригинални, ја користеа својата детска енергија, креативност и истражувачки дух. Продолжуваме со твојата другарка. Ајде да ни ја прочиташ твојата творба. Мојата татковина, мојот дом. На 11 октомври одам на народот храбро стана, да се бори за слобода, за сечие срце збрана. Денес се празнува, денес се слави, на споменик драго дете и ти цвеќе остави. Црвено-жолти знамиња високо се веат, во слобода со радост песни се пеат. 11 октомври да ни биде вечен, денов за татковината нека биде свечен. Секоја чест. Продолжуваме со твојот другар Антон. Срекно дете, секое дете насмевка сака да биде срекно за тато и мама, богатство е цело, секое дете е умна глава, сака да учи, знаење да граба, секое дете со своите другари да игра, сака секое дете има една желба низ целиот свет, мир да има и прекратка топла за секое дете. Браво Антон, продолжуваме со Учителка. Учителке наша мила. Ч, чудна сте вие вила. И, имате необична сила.
Т. Та ни дава крила. Е. Еден по еден сите учествуваме. Л. Летаме високо и победуваме. К. Како вас учени ние ќе успееме, а авантурите школски вечно ќе ги пееме. Секоја чест за овие ученици, да чујам аплауз. Се гледа и зошто сте биле наградени, навистина многу убави литературни творби, а дека денеска другаруваме со исклучително талентирани ученици, дока се и нашите идни ликовни уметници. Ајде, другари, да покажеме кон камерите што изработивте во оваа ликовна работилница. Значи, јас изработив еден глоб за знакот на мирот. Направено од пастели. Во која техника го наслика, само да ни кажеш? Ајде твојата другарка да покаже кон камерите. Јас овој цртеж го нацртав за денот 11 октомври. Еве го македонското знаме и еве ги сите што се жртвувале за нашата слобода. Секоја чест, девојки, ви благодарам многу, може да ми го дадете микрофонот. Ви благодарам многу. Денеска имаме многу разговори, многу теми, затоа треба да бидеме брзи и ефикасни. Сега се наоѓам во друштво на учениците кои учествуваат во проектот, односно размената со германците. Имавме можност пред неколку дена да дојдат и кај нас во студио и да бидат наши гости, а сега Софија ќе ни открие како си поминавте за време на оваа размена. Оваа размена беше искуство кое нема никогаш да го заборавам. Идва чекам повторно да дојдат, а и ние да одиме кај нив. Со помош на оваа активност ние им ја приложивме нашата традиција и они ја запознаа, а се надевам дека ние кога ќе одиме ќе ја запознаеме нивната. Супер, Софија, кажи ми која беше целта на овој проект? Целта на овој проект е да ги запознаеме традициите на двете држави и меѓусебно да основаме пријателства кои ќе траат цел живот. Добро, продолжуваме со твојата другарка Марија. Марија, ајде да ни кажеш за активностите во овој период. Нашите гости престојуваат тука од неделата до петокот. Во неделата пристигна касно, па не можевме да ги запознаеме со нашиот град. Затоа во понеделникот, преку игри, ние ги запознавме со центарот на нашиот главен град Скопје. Во вторникот, ние ги прошетавме низ старата чаршија, каде што исто така проба нашата традиционална симитка, а во средата ги запознавме со нашата природа, бевме во парк, а потоа отидовме и на врвот на Водно, каде што може да го видат крстот, исто така и панорамата на нашиот град. Во четвртокот отидовме во стариот археолошки град Стоби и на крајот го посетивме Велишкото езеро. Супер, продолжуваме со твојата другарка Мила. Мила, да ни кажеш како си поминавте, кои беа впечатоците на германците кои дојдоа кај вас? Во изминатите денови бевме, додека беа тука германците, си поминавме многу убаво. Меѓутоа ги запознавме со нашата култура и ние запознавме нивната. И иако шетавме и видовме многу бавини, мислам дека нешто тоа што никош нема да го забравиме пријателството. И ќе се потрудиме секогаш да го задржиме. Се согласувам. Џан, мене многу ме интересира и многу сум љубопитна да ми кажеш што мислиш, дали овие пријателства сигурно се паметат цел живот, но дали може да траат и преку онлайн комуникација? Јас мислам дека ако пријателствата се добри, дека можат и преку онлайн комуникација да се одржат. Така. Твојот другар до тебе што мисли на оваа тема? Ја мислам дека сите другарства може да се одржат, иако се онлайн, ако редовно се допишувате и имате за што да разговарате. Така, се разбира до следното видување. Ви благодарам многу за сите информации кои што ги споделивте со нас. Овие ученици заслужуваат силен аплауз. Продолжете да учествувате во вакви проекти, затоа што навистина се многу убаво искуство за сите нас, а направивме анкета на тема дали може едно пријателство да продолжи да трае и преку онлайн комуникација. Ајде да видиме што одговорија нашите другари. Дали имате пријатели од друг град, од друга држава, другиот крај на Европа или во Америка можеби? Како се дружите со нив? Онлайн, така? Дали сте успеале да издржите контакт повеќе од една година? Дали некогаш сте договориле повторна средба некаде во светот? Јас имам пријател кој го запознав на интернет. Тој живее во Турција. Минатото лето ми беше на гости. Каква агенда имав направено, не сакаше да си оди. Па, онлайн пријателства, баш и не повеќе како онлайн познаници, кои луѓе што ги знам на интернет од различни игрици, од комуникации, од преку други пријатели. И додржам така со нив контактите еднаш месечно, еднаш неделно или некоја игрица ако играме. Ама не сум близок така со луѓе преку интернет, затоа што постојат опасности, додека не го видиш во живо, не знаеш со кого си имаш работа и кој и што е.
Онлайн пријателствата, искрено не сум имала лично искуство да стекнам едно, но исто така и сум лично скептична на таа тема за онлайн пријателство, но сепак мислам дека се исто така еден убав дел од животот, кој што секој треба да го има. Па, јас сретнав еден пријател на онлайн и сватив дека тој учи доста блиску до мене и живе и прераснав во навистина добро другарство, меѓутоа, за жал, после известно време изгубивме контакт. Јас имам онлайн пријатели и имам се уште онлайн пријателства, но обично тие јас барем ги заборавам. Јас мислам дека многу лесно може да се заборават. Особено ако не се допишувате со таа личност или ако немате видео или аудио повици. Онлайн пријателство сум немала и искрено не верувам, бидејќи има многу предатори на социјалните мрежи и може многу да се наштетам сама на себе. И моите родители дома ми имаат држано лекции дека општо социјалните мрежи се страшни апликации кои што можат многу да не наштетат и да не злоупотребат информациите, па затоа не сум се ставила во ситуација да разговарам со некој онлайн што не сум го познавала. Немам онлайн пријатели, но верувам дека можат да успеат некои онлайн пријателства кои што се блиски другарите и некој се пресел во друга држава и мислам дека ако се сака, се може да се постигне. Ако е битна личноста или битна ситуацијата, мислам дека имам време, но за муавети кои што немаат смисла, мислам дека не би одвоил време, бидејќи може многу попаметни работи да се прават. Моето онлайн пријателство започнува пред неколку години, каде што се запозна со едно девече во една мала држава во Европа. И потоа ние немавме друг начин да го продолжиме нашето другарство, освен онлайн. Најпрво, имавме голем контакт, се допишувавме цело време, но после некое време тоа другарство згасна. И сепак вие сега ме поттикнавте да повторно да пишам. Од ова можам да заклучам дека успешноста на пријателството, онлайн и воопшто, зависи од тоа колку сакаме тие луѓе да ги задржиме во нашиот живот. Бидејќи ако сакаме, ќе најдеме начин, а ако не сакаме, ќе најдеме изговор. Денеска другаруваме со исклучително вешти ученици. Ова не го велам случајно, туку го велам затоа што тие се постојано активни и често пати учествуваат во разни проекти. Во следниве неколку минути ќе имаме можност да дознаеме нешто повеќе и за проектот за река Вардар. Ајде да почнеме со Ана. Ана, во вашето училиште, како што веќе кажав, имате многу проекти, имавте гости од Германија. Кој проект е актуелен во моментов, да ни кажеш? Во моментов почнавме да реализираме од активностите од проектот Вардар, река која поврзува, која всушност е поврзување на еко и мио проектите. Добро, продолжуваме со твојата другарка Марија. Марија, да ни кажеш која е целта на овој проект? Целта на овој проект е да истражиме се што е поврзано со реката Вардар. Географски и еколошки карактеристики на Вардар, Вардар низ историјата и Вардар како река што е испеана во многу песни. Вардар како река што е напишана во многу литературни дела. Воедно сакаме да кажеме, сакаме да се запознаеме со природното, културното и историското наследство на нашата земја. Секоја чест. Аника, да ни кажеш каде се реализираше првата активност и кои активности следат? Го посетивме изворот Вруток, но ќе следат многу други посети каде што протекува Вардар, како на пример во Велес, во Повардарје и делтата на Вардар во Егејското море. Супер. Продолжуваме со твојата другарка Вероника. Вероника, што научи за реката Вардар? Јас научив за реката Вардар дека опеана во многу... Само да се свртиме кон камерите. Јас научив за реката Вардар дека опеана во многу народни песни и дека е најголемата река која тече низ Македонија. Долга 388 километри, тече низ 5 котлини и 5 клисури. Извира во селото Вруток, каде што го посетивме, и завршува во Солунскиот залив, кој што ќе го посетиме на лето. Грција наречена Делта на Вардар. Супер. Ангела, ајде да ни кажете што изработивте... Оваа девојка, што изработивте за време на престојот во Вруток? Поврзано со темата Вардар ме инспирира, заедно со другарка ми Лила.
она нацрта, а јас напишав неколку стихови за Вардар. Вардар реко од вруток извираш ти, течејќи низ нашата татковина најубав украси ни. Во твоите матни води се кријат приказни рој, низ прекрасни планини и долини ќе носиш помените број. Секоја чест, ајде да видиме што направи твојата другарка Мија. Јас денеска исто така изработив еден цртеж на истата тема Вардар ме инспирира. Еве го цртежот. Многу убаво изгледа. Ви благодарам многу, девојки. Ајде, Лила, да ни откриеш што мислите, кои се придобивките од овој проект? Со овој проект ние учениците го развивавме чувството за одговорност кон животната средина, но истовремено на поттикна критички да размислуваме и да сме креативни. Супер, ајде да чуем најсилен аплауз за овие вредни ученици. Ви благодарам многу за сите информации кои што ги споделивте со нас. Учеството во проекти го буди нашиот истражувачки дух, како што веќе рековте, и учиме многу нови знаења, но многу фасцинантно е што учениците кои што учествуваа во проектот за реката Вардар беа инспирација за нивните другари од училиштето да направат драматизација која ќе имаме можност да ја погледнеме во следниве минути. Девојки, повелете. Вардар, вчера, денес и утре. Еден убав ден, од домот на Софи и Јана се слушаше голема буза. Ана се запраши што прават, па реши да ги праша. Софи, Јана, што правите цело пополне и од авион ке ја слушнам букава. Сакаш да видиш? И го нека не треба екстра рака, па може би и две. Тајна, немој да си кажала. Леле, мислиш за нас се работите. Влагаш или не, Аман? Ана, Софи и Јана полека влегуваат во детската соба. Што планетата Марс се ова, бре? На што ти личи? Машина за патување во време, Аман Бреана. Па уште колку додека ви е готова оваа машина? Готова е, ама ако ще не се насмееш, ке леташ до Марс. Добро, ако е готова, да одиме да се почастиме сладолед. Може. Покупувањето на сладолед се шетаат покрај Вардар и гледаат две деца како фрлат ѓубре во реката. Шо вие на вас, што правите? Ти дај ми што правиме. Абе, мислам дека е време да истестираме дали не работи машината. Согласувате? Деца, сакате да видите што ќе се случи со планетата ако вака продолжите? Ајде, и онака и не ви верувам. Ни јас. Одат до домот на Софи и Јана. Ајде, влезете во машината. Добро. Следниот момент се наоѓаат во далечното минато. Каде сме ние? Во Грција. И зошто сме си на некоја плажа? Каква Грчка, ајте молам не треска зелени, ние сме пред Вардар. Како Вардар, бе? Не можеш мене да ме прелажиш. Ние сме на некоја убава плажа во кој знае каде. Зошто нема каменот мост, а? Абе, брат, ова е стварно Вардар? Леле, и стварно е Вардар. Гледате ли како бил Вардар? Луѓе се баѓале од чист. А заради луѓето како вас, сега никој не може да помисли ни прста пикне во водата. Сега имаме уште нешто да покажеме. Ајде во машината. Океј, ама каде одиме? Во иднината генеалот логика. Аман, бре, Стефанија. Следно одат во иднината, на истото место каде што е најдоа плажата. Да не ви се расипала вашава машина или нешто? Каде сме? За жало во истото место каде што беше плажата. Не верувам. Вака ќе изгледа Вардар во иднината? Да се драматизираш овде, ајде се вратиме и да организираме чистење на Вардар. Ајде. Го започнуваат проектот и трае долго, многу долго. После многу години доаѓа истиот ден кога се телепортира крај пресушениот Вардар. Ете, успеавме. Го спасивме Вардар. Мал чекор за нас, но голем чекор за природата. Се надеваме дека после оваа представа нема да продолжите да фрлате ѓубре надвор од торбите со отпадоци. Помогнете за наша подобра иднина. Помогнете за подобар свет. Ајде со нас помогнете ни да го спасиме светот. Со вас се е возможно. Деца и родители, ние имаме само една планета, но сепак ја уништуваме. Секоја чест за овие еколошки свесни ученици кои ни помогнаа да научиме многу нови нешта. Не потсетија дека планетата Земја е нашиот единствен дом за кој треба секојдневно да се грижиме. Научивме многу нови работи, имавме многу интересни разговори, дознавме за нивните проекти во кои учествуваат многу често, но мислам дека е време, знаете зашто? Секогаш е време за добра забава и добра музика, а за забавата на подиумот на Звон денеска се задолжени Михаела и Андреј. Ајде, другари, повелете, а уживањето е наше.
those days watching from the windows, all those years outside looking in, all that time never even knowing just how blind I've been. Now I'm here blinking in the starlight. Now I'm here, suddenly I see, standing here, it's all so clear, I'm where I'm meant to be. And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is new, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. All at once, everything looks different now that I see you. Days chasing down a daydream, all those years living in a blur, all that time never truly seeing things the way they were. Now she's here shining in the starlight. Now she's here, suddenly I know, if she's here it's crystal clear, I'm where I'm meant to go. And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is new, and it's warm and real and bright, and the world has somehow shifted. All at once, everything looks different now that I see you. Now that I see you. Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this?
Секоја чест, девојки, имавме можност да уживаме во ритмичката игра на девојките од 7 и 6 одделение од Основното општинско училиште Гоце Делчев, кои танцуваа како вистински професионалци. Ние подсетуваме дека утре и задутре ќе имаме можност на програмата на македонската телевизија во 20:15 часот да ги погледнеме првите 2 епизоди од новата Teen Camp серија. Знам дека сите сте веќе многу возбудени, но остана уште малку. Одиме да го погледнеме трейлерот. Драги деца, добре ни дојдовте во нашиот музички камп. Зошто е волку старо и грозно? Од вас очекувам добро однесување, ред и дисциплина. Многу ме разочара. Ова е ништо во споредба со тоа што следува. Од сега натаму, влезната врата ќе биде заклучена. Што е ова, затвор? А тоа значи 7:30 часот наутро станување, 10:30 часот навечер легнување. Мангу би се брете, така? Собирање по соби нема. Стигнаа странците. Кои странци? Па во кампов ќе има и странци. Види го дечкото. Ништо посебно. Молам? Вие деј, бомбона. Лека бе, не е сама. Милоше. Мој дечко. Знаеш дека кампот може да ти го промени животот? Не сум дојдена тука за да барам другарки. Па зашто? Заради наградата? Стипендија за најдобриот на престижниот коледж Беркли во Америка. Иначе, слушај, имам една генијална идеја за завршен настап. Не може сами да си го бирате бендот. Што? Која знае дали имаме шанса за победа? Значи, вие сте најлошата генерација што некогаш била во овој камп. Пачка! Аман више од ова деца, човек не може на рад да се најаде. Шта е, бре? Неки разбойни. Виновен си за се. Највеќе што нашите другарства го стаи на последно место. Да може да го вратам времето, немаше ништо да му кажам од тоа што му кажам. Кој те прати тебе дете овде, а? Мајка ми. Да си жив и здрав. Повторно сме назад во студио. Овој пат сум во друштво на исклучително талентирани ученици кои знаат дека талентот не е доволен за успех. Треба многу работа, труд, внимание и посветеност. Доказ за тоа се и сите нивни меѓународни признанија и овие медали и дипломи кои што ги имаат освоено. Ќе започнеме со Саша, која ви е добро позната на сите вам. Саша, ајде да ми кажеш, ти одлично се снаоѓаш во светот на глумата, многу сакаш да глумиш. Што се имаш досега направено и кои се твоите последни успеси? Па, мојот последен успех е учество во представата My Name is Горан Стефановски, која што се игра во Драмскиот театар. Со неа одевме на многу фестивали, сега последно бевме во Крагујевац. Исто така таму освоивме и награда за колективна глума и едно прекрасно искуство за мене. Секоја чест, ова заслужува силен аплауз, ти благодарам многу, Саша. Продолжуваме со твојата другарка Емилија. Емилија, ти тренираш джудо, така? Да. И ајде да ми кажеш прво од каде ти се појави љубовта кон овој специфичен спорт. Обично овој спорт вела дека е за машките, но ти си девојче и имаш многу награди што зборува дека многу години го тренираш. Од каде ти се роди љубовта? Па, јас не се сеќавам затоа што бев многу мала и џудото не е спорт само за машки. Никој спорт спортовите не се делат на машки и женски. Еве, например, кај нас во клуб има повеќе женски од колку машки. Јас тренирам джудо. Браво! Колку време тренираш джудо? Од прилика 7 години. Добро. Имаш многу награди. Дали имаш некоја која ти е посебно омилена, некој надпревар каде што си имаш почувствувано особено горда? Па, не, сите си ги сакам еднакво и сите надпревари ми значат. А нешто да ни кажеш повеќе за твојот последен надпревар, што имаш освоено? Па, последен пат бев на клубски надпревар во Прилеп, освоив бронза. Супер, ова заслужува силен аплауз. А пред почеток на емисијата исто така ми откри дека од завршетокот на оваа емисија ќе одиш каде? Во Хрватската. Супер, ајде да ја дадеме еден силен аплауз и да ја охрабриме да се врати со уште една нова награда и со уште едно ново признание.
Ти благодарам многу, Емилија. До тебе е Георгина. Георгина, ти одлично се снаоѓаш во пливањето. Ајде да ни кажеш од каде ти се роди љубовта? Мене љубовта ми се роди од кога бев мала. Секогаш сум сакала да пливам и да сум во вода. Супер. И, многу беше интересно така. А во кој пливачки клуб одиш? ПК Вардар 2018. Каде се досега си имаш надпреварувано, имаш многу медали, која од овие ти е посебно драга? Па мене сите медали ми се многу драги, бидејќи со труд вложувам многу и со љубов. Но како да кажам, успешна медала ми е оваа, бидејќи сите златни ми ги сум освоила медали на ова. Секоја чест. Ова беше прво место, така? Да. Ајде да ја дадеме на Георгина силен аплауз. Георгина, ќе ми кажеш ли која пливачка дисциплина ти е најомилена? Мојата пливачка дисциплина е градна и така? најдобра сум во мојата категорија. А овој пехар кој што го имаш освоено пред почеток на емисијата ми откри дека е всушност за сите пливачки дисциплини, за така? За тие што ги пливав, да. Добро. Да ги кажам кој ги пливав. Слободно може. 50 и 100 крал и 50 и 100 градна. Браво. А дали имаш некои следни идни планови кои што сакаш да ги постигнеш? Па да, сакам да го срушам рекордот на 50 крал, 29 секунди. Секоја чест, да охрабруваме сите и да дојдеш повторно кај нас во Звон со постигнат успех. До тебе е Мија. Мија, ајде да ни кажеш зошто си ти денеска тука, имаш исклучителен талент за една специфична област, ајде да ни кажеш зашто поточно станува збор. Јас лани и оваа година учествував на Државен филмски фестивал за непрофесионални филмови. Лани учествував со мојот анимиран филм Маја Новак и освоив златна плакета за анимираниот филм. Оваа година учествував со мојот анимиран филм Една луда куќа, за кој исто така освоив златна плакета. И двата филмови и лани и оваа година ми беа одбрани да ја представуваат Македонија на светскиот филмски фестивал Уника. Да чујам најсилен аплауз за Мија. Мија, ајде. И сега сме во друштво на Ѓорги Чешмеджиевски, наш верен другар и наш постојан другар кој секогаш ни изненадува во Звон со најубави коцки. Ѓорги, кажи ми како си? Добар сум сега, добар сум. Денеска дојде повторно со Рубикови коцки. Ти одлично знаеш магијата на овие магични коцки и кажи ми, имаш многу успеси досега, но ајде да ги издвоиме оние последните. Каде се надпреваруваш ова лето? По ова лето се надпреварува фенашка во Скопје, имаше кај Сопро и после тоа бев во Албанија, таму исто беше. Кое место го освои? Кое место освоив прво место? Без сомнеш, така е. Да чујам силен аплауз. Кажи ми, дали имаш во иднина некои рекорди кои што сакаш да ги срушиш, затоа што каде и одиш, секогаш рушиш рекорди? Па јас сакам да го срушам по обичната 3x3 коцка, сакам да го срушам бидејќи јас имаше еден дел од годината кај што јас го имав, па после сега се симнал по доле, ама јас сакам се пак да си го вратам рекордот. Супер, Ѓорги, ти посакувам среќа. А дали може сега да ни покажеш да срушиш некој рекорд и денеска тука кај нас, може? Да, може. Ајде. Ти треба ли помош? Може, кој сака може да... Ајде, нека дојде некој другар. Ајде, дојде. Софија, дојди ти. Дали често твоите другари во училиште сакаат да ги научиш? Да, често сака да ги научам, да. Ама треба многу вешти раце, многу брз ум. Да, мора така, да. Ама секогаш вика дека мора да знаеш математика за мештиш коцки, ма тоа не е вистина, бидејќи не влијае баш многу на математиката, туку баш повеќе влијае на така на вештината и на брзината. И на брзината, да. И плюс треба да имаме некои принципи и методи по кои што треба да се водиме, така? Добро. Твоите другари се уште не успеа да размрдат? Ама џабе колку и да пробувате, Ѓорги, сепак веднаш ќе ја намести. Ајде. Го вклучуваме тајмерот, така? Да, штоперицата. Штоперицата, извинете. Да чујам најсилен аплауз за вештите раце на Ѓорги. Секоја чест, Ѓорги.
Сакаш ли да ни покажеш и некоја друга геометриска фигура? Ајде. Еве, Ѓорги веќе ја измеша. Може јас ќе си измешам? Готово, веќе ја измеша Ѓорги. Секоја чест, Ѓорги, секогаш не оставаш без зборови. Ти благодарам многу, повторно да ни дојдеш под звон и повторно на сите вас ви посакувам уште безброј успеси, а верувам дека за вас се неизбежни. А вие, драги мои, останете со нас, затоа што имаме уште многу содржини. Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Y'all ready for this? Денеска си поминавме многу убаво, затоа што другарувавме со исклучително талентирани, вешти и сестрани ученици. Со нас беа учениците од основното општинско училиште Гоце Делчев од општина Центар. Затоа што секогаш во нивно друштво е прекрасно, веќе ја договоривме и следната средба. А до мене, како се викаш? Софија. Софија, да ми кажеш со која подготвивте ритмичката игра која ќе имаме можност да ја видиме? Па ние сами си ја смислувавме точката полека и ги учевме другите. Колку време ви беше потребно да ја осмислите кореографијата? Од прилика 1 месец додека ги научевме сите. Супер. Сега ќе имаме можност да ја проследиме вашата ритмичка игра, а вие, драги мои, имајте убав викенд и се гледаме повторно во некое наше следно видување. Од мене до видување, а уживајте во ритмичката игра која за вас ја подготвија 6-оделенките и 7-оделенките од основното училиште Гоце Делчев. Уживајте. For the night. I'm on my own on a Friday night. My friends are on my phone, they keep blowing up my line. Send me your location, the Uber's outside. Running out of time. If we're going out for the night, I'ma meet you down on the floor. Oh, tell me when you're out for the night. We can get it started, let's go. Just watch me dance. Just watch me. Just watch me. I'm on my own on a Saturday night. Send me your location, the Uber's outside. Friends all in the bathroom, so I cut through the line. Running out of time. If we're going out for the night, I'ma meet you down on the floor. Oh, tell me when you're out for the night. We can get it started, let's go. Just watch me dance. Just watch me. I'm so sedity, super picky. Who gon' please this pretty? Got baddies with me, cannon. Pass the concealer, gotta hide it. Ooh, DJ run it back. Tryna go up where balloon girl at. Double cup love in the club, pitch black. Bubble gum coming through this.